Се откажала ли македонската страна од спорните историски прашања во полза на Грција? Ваква дилема отвори грчкиот весник Етнос, кој објавиот и македонските историчари прифатиле да се откажат од употреба на термините античка и егејска Македонија и се согласиле од и овие поими се единствено врзани со грчката историја. Но председателот на македонската експертска комисија Виктор Габер демантира. Велиот и предлозите до властите се уште не биле утврдени. Ние имаме меѓународен договор и имаме постапка која што се одвива врз основа на договорени процеси како ние ќе работиме. Ние треба да имаме донесено заеднички препораки кои што двете влади треба да ги применат во образовниот систем. Препораки не се донесени. Ние имавме 4 средби на кои што имаме заклучоци. Тоа не се препораки. Препораките се утврдуваат на крајот на работата. Господинот новинар, бидејќи ја го знам која е таа новина и може да истражувате како пишува и што пишува, користи информации од член кој што беше член на првата комисија, али не е член на втората комисија, и тука има субјективизми кои што не смеам да навлезам да ги коментирам, не е моја работа. Сепак, главната забелешка на грчкиот медиум беше дека властите во земјава се уште не ја променија содржината на учебниците по историја и покрај постигнатиот договор помеѓу двете земји. Учениците во соседната земја и натаму ќе учат за мапи од голема и егејска Македонија, како и бројни извештаи за корелација помеѓу нивната земја со античка Македонија на Филип и Александар, кои и по 2 години од постигнатиот договор се уште не се избришани од книгите. И не само Грција, и властите во Бугарија се погласно говорат за можна блокада на земјава на патот кон ЕУ. Со уцениот и ќе мора да се прифатат бугарските позиции за историјата. По Каракачанов и европратеникот Андреј Ковачев најавиот и Бугарија нема да и попушти на Македонија. Премиерот Заев пак е оптимист дека ќе се најде решение за отворените историски прашања, посебно на она за Делчев, кое остана точка на сопнување во работата на двете историски комисии.